Десетина викендици и една таверна, малото место Псарадес во Грчка Преспа дефинитивно влегува во историјата откако токму овдека беше потпишан договорот помеѓу двете земји за надминување на спорот со името. Македонската делегација која што пристигна преку Преспанското езеро со глисер од овдека беше пречекана од грчката делегација и меѓународните представници кои сведочеа на историскиот чин и историскиот исчекор во односите помеѓу двете земји. Настанот започна со обраќање на двајцата премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас, кои што со директна порака до оние кои што се противат на договорот. Велат дека тоа имањето став и противењето на еден ваков договор е европска вредност, вредност која што станува вредности на двете земји со овој договор и со нивното приближување до Европската унија и НАТО, односно со приближувањето на Македонија до Европската унија и НАТО и патот кој се отвара по надминување на еден од клучните спорови. Предлагам тука да ги погледнеме обраќањата на двајцата премиери. Напорно и неуморно стигнавме до заемно прифатлив договор, кој целосно ги почитува основните принципи и вредности на двете страни. Договор кој денес ни дозволува да им се обратиме на граѓаните на двете земји, да ги погледнеме во очи и да ги повикаме да го прочитаат и поддржат без предрасуди. Ако душата на секој народ е неговата историја, тогаш во нашиот договор се осликани душите и на двата народи. Со потпишувањето на конечниот договор за решевањето на прашањето за името и за стратешко партнерство меѓу нашите две земји, навистина поместивме планини. Тогаш, кога многумина се сомневаа, ние потврдивме дека е возможно. Денес ставаме крај на еден спор. Ставаме крај на повеќе годишни разлики што издигнаат зид кој ги отежнуваше пријателските односи меѓу соседите. По обраќањата на премиерите, двајцата шефови на дипломатиите Никос Кодзијас и Никола Димитров токму на ова место го потпиша договорот, а свој подпис стави и медијаторот Метју Нимиц, кој што 3 децени беше помеѓу двете страни и ги слушаше нивните аргументи и конечно го дочека ова решение на неговиот роден ден, при што една од неговите повпечатливи пораки беше дека не сака подароци со оглед на тоа што двајцата премиери му го дале најзначајниот подарок кој што е пример за регионот и целиот свет како се надминуваат спорови. Тука предлагам да ја погледнеме изјавата на Нимиц. Да се најде решение за овој проблем бара мудро лидерство, политичка храброст и стратешка визија. И овие лидери покажа дека ги поседуваат тие важни квалитети. Не може често да најдете политичка храброст, не може да најдете стратешка визија и нечесто може да ги најдете неопходните дипломатски вештини, а да ги најдете сите три квалитета во четирите лидери кои што напорно работаа е ретко и треба сите да бидеме благодарни што имаме вакви лидери во овие две големи земји. Церемонијата, морам да истакнам дека траеше мошне кратко, а целиот простор беше под силно полициско обезбедување. Всушност и големото внимание кое што го предизвика овој настан, како од македонски, така и грчки, но и светски медиуми, налагаше еден посериозен и порестриктивен протокол, па така можеме да напоменеме дека и медиумите кои што се упатија од Македонија во Грција пристигнаа со полициска придружба, влез за цивилни посебни возила не беше дозволен, а медиумите, како и сите оние кои што присуствуваа на настанот, беа предмет на неколку темелни проверки од страна на полицијата пред да присуствуваат на настанот на овој историски ден кога Македонија и Грција го ставија својот подпис за конечно надминување на речиси тридеценискиот спор со името.